الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وحج البيت ومن استطاع إليه سبيلا صدق رسول الله. Благодарноста му припаѓа на Аллах Dhul Jalal, селам и салават на нашиот драг пејгамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, пријатели и до сите верници до судниот ден. Почитувани джематли на Струга, веќе ние сме во месец Рамазан, во месец кај што сите души одат према Аллах Dhul Jalal. И од тоа ние земаме од Куран Адимушан, каде што Аллах Dhul Jalal ни кажуваат: о вие верници, ја ејюхеллазина амену. Ако само во еден миг застануваме да го гледаме овој ајет Куранор, каде што Аллах Dhul Jalal ни се обраќат со тоа дека ние сме верници од Аллах Dhul Jalal, тоа е многу голема работа, затоа што знаеме дека во светот денеска живеат повеќе од 8 милиарди луѓе. Од овие 8 милиарди луѓе, 1,7 или колку е бројката што кажуваат ла илаха илаллах Мухаммеду Расулуллах, веќе сме едни друго од тоа што е светот, а ние сме верници на Аллах Dhul Jalal, му веруваме на Аллах Dhul Jalal, работиме према Куран и сунет на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, така што имаме и надежда дека Аллах Dhul Jalal ќе не градит со џеннет иншааллах. Ајетот Куранор викат: ја ејюхеллазина амену кутиба алейкумус сијаму кема кутиба алеллазина мин кабликум леаллекум теттекун. О вие верници, ви е пропишан постот како што им беше пропишан на оние пред вас, за да станете богобојазни. Од овој ајет Куранор на Аллах Dhul Jalal можеме да разбираме дека и пред нас, пред Аллах Dhul Jalal, да му го дават како фарз на Мухамед салаллаху алейхи ва селем и сите муслимани постот на месец Рамазан, и другите пред нас, пејгамбераните пред нас постиле. Како бил нивниот пост? Нивниот пост можеме да гледаме кај Давуд алейхи селам, дека еден ден постел, еден ден не постел. Можеме да гледаме кај Јусуф алейхи селам, и тој така постел кога бил и министер за финанси. Па и другите пејгамберани, и Муса алейхи селам, и Ибрахим алейхи селам, и сите постеле на некој начин. Но разликата меѓу нив и ние, разликата е дека ние постиме ејаме маадудат, ние постиме секој ден во месец Рамазан. Но целта на постот која е? Целта на постот не е ние да останеме без јадење, без пиење, да се оддалечиме од нашиот халал, нашите жени. Но нашиот пост е за ние да постигнеме богобојазност кон Аллах Dhul Jalal. И за да ја постигнеме ова богобојазност кон Аллах Dhul Jalal, ние не треба да постиме само со нашиот желудник или нашата уста, туку ние треба да постиме и со нашиот јазик, со нашата уста, со нашата рака и така со ред. Треба да бидеме предпазливи на се вкупниот месец Рамазан, за да ја постигнеме богобојазноста. А за да постигнеме богобојазна кон Аллах Dhul Jalal, ние ќе се одржиме на хадис од пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, кога вели дека 10 првите дена на Рамазан се милост, се рахме од страна на Аллах Dhul Jalal, вторите 10 дена се прошка од страна на Аллах Dhul Jalal, и третото 10 дена
од Аллах Зулџелал во месец Рамазан се оддалечност од џехенемскиот огнот. Од тоа што ние веќе можеме да бидеме дел од месец Рамазан во првите 10 дена, го гледаме рахметот Аллах Зулџелал дека сме поинакви од пред да дојдеше месец Рамазан. Како е тоа поинаквост? Поинаквост е затоа што во месец Рамазан се отворат вратите на џеннет и ние гледаме добрината од тие отворените врати на џеннетот. Имаме повеќе беречет. Како можеме ова да го достигнеме за да докажуваме дека имаме повеќе беречет? Ја земаме една јаболка во време на месец Рамазан и надвор од месец Рамазан, че кажуваме дека е повкусна и подобра во месец Рамазан. Ја почувствуваме тоа што Аллах Зулџелал давал берекет кон нас и други многу работи што ние можеме да ги имаме помеѓу нас. А во надвор од месец Рамазан тоа не можеме да го докажуваме. Во месец Рамазан се затворат вратите на џехенемот. Ние имаме момент кога пејгамбер салаллаху алейхи ва селем кажал кога во лето бил многу топло, жешко да кажуваме, во тоа време пејгамбер салаллаху алейхи ва селем дал наредба да се чуват луѓено, зашто овој е еден момент од отворањето на вратите од џехенемот. А како трето, што е најважно до сите, во месец Рамазан ние влегуваме со една голема поддршка од Аллах Зулџелал дека во овој месец е шејтанот врзан од страна на Аллах Зулџелал. Како така? Во еден ден ние излегуваме од дома и гледаме со насмевка нашите пријатели, нашите браќа и сестри. Ние се трудиме да бидеме солидарни во месец Рамазан. Ние се трудиме колку повеќе да посетиме џами во месец Рамазан. Ние се потрудиме колку повеќе да каниме луѓе за ифтар во месец Рамазан. И тоа е целта дека во овој месец на Рамазан веќе шејтанот не може да влијае во умот на верникот, затоа што тој е многу подигнат во иман од другите месеци, затоа што тој пости, клањат, зикр прави повеќе, читат Куран повеќе и така натаму. Како што кажа, првите 10 дена од месец Рамазан се милост, се од страна на Аллах Зулџелал се рахме. Во нашето небо доаѓаат мелециве од секоја ноќ и тие прашуваат дали има некој што бара милост од Аллах Зулџелал, дали има некој што бара берекет од Аллах Зулџелал, дали има некој што бара прошка од Аллах Зулџелал и така со ред, додека ние не треба никогаш да бидеме непредпазливи, но треба да бидеме предпазливи од цело ова ситуација и нашиве раце, нашиве очи треба да бидат кон Аллах Зулџелал со се нашето срце, за да го молиме Аллах Зулџелал да ни дават милост, Аллах Зулџелал да не опростит од нашиве гревови што ги правиме секојдневни. Вторите 10 дена се барање на прошка. Тука ако сакаме само момент да застануваме и да видиме кога некој од нас е грешник. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем викат секој од вас е грешник, но најдобриот од вас е тој што бара прошка кај Аллах Зулџелал, тој што прави теубе. А Аллах Зулџелал во Куран Азимушан викат: "О вие мои робови, што го имате себе си, имате направено грешка на себе си, имате направено проблеми на себе си. Немој да го губите надежта кон рахметот на Аллах Зулџелал." Тука гледаме колку Аллах Зулџелал е милослив. Само ние треба да бараме од Аллах Зулџелал да ни опростит за нашите гревови. По тоа што кажавме дека првите 10 дена од Рамазан се милост од страна на Аллах Зулџелал и вторите 10 дена се прост, што ние треба да бараме кон Аллах Зулџелал, ние го молиме на Аллах Зулџелал да својот рахмет го
слезе до кај нас ние што ќе го молиме и Аллаху Джелал да не опрости на тоа што ние веќе го имаме поминато. Аллаху Джелал да ни окабулит и месец Рамазан, Аллаху Джелал да ни овозможит за ние во судниот ден да бидеме шефаатџи на пејгамбер салаллаху алейхи ве селем и Аллаху Джелал да ни овозможит месец Рамазан или Рамазанот да ни дојде и да Аллаху Джелал да ни повикат од вратата голема што е џенетска врата Рейхан. Ви благодарам многу, Аллаху Джелал да ве награди.